Значи, ставот на Сојузот на музичките уметници го кажа председателот наш, а и со самото тоа дека вчера колегите од музичките институции, од опера, од филхармонија, од факултетот за музичка уметност, од Илија Николовски Луј, средношколскиот училишен центар музички, покажа дека сите сме на исто мислење дека тој закон не одговара за нас уметниците, бидејќи и со примањата, а и со хонорарите кои ги добиваме, на кои треба да платиме 35% данок, не оди во прилог. Напротив, ние како уметници ќе бидеме тотално деморализирани, да немаме идеја за надпревар, за усовршување и понатаму ќе ја представуваме Република Македонија во Европа и светот, бидејќи преку културата, уметноста и спортот ние сме најдобрите амбасадори на Република Македонија. И досегашните хонорари, како што рече и председателот, не биле на завидно ниво, нити пак за потребите кога сме изразувале убави програми, како нашиот фестивал Златна лира и слично. Буџетот е минорен во однос на овие други фестивали кои претходно беа спомнати. Оттука сметаме дека е потребно да се разговара, да има еден диалог, да се искристализираат правите параметри за награда. Ние плаќаме данок, значи да се разбереме, никој не е против да не се плаќа данок. Знаеме дека има кои работат и на црно, но си има и надлежни институции кои треба тоа да го спречат. Оттука сметам дека таа одлука и овој закон е преуранет и избрзан, без да се согледат сите реперкусии кои ќе ги сносиме сите заедно, и општеството и ние како уметници. А уметниците се од најранливите категории емотивци и кои бараат малку поддршка да дадат дел од себе. Оттука сметам дека Министерството ќе има разбирање за култура и владата на Република Македонија ќе ги слушне нашите предлози и сметам дека може да се најде некое подобро решение кое ќе оди во корист на сите. Вака сме доведени во една ситуација статус-кво. Околу вработувањата кај нас е малку поспецијално, бидејќи сме национални институции, но има помлади колеги кои, чекајќи работа со години, мора да работат хонорарно, по договор на дело и слично, или да бркат некои така наречени тезги што ги велиме ние. Ако ќе му се одзема толку пари на тој млад колега и уметник, тогаш за него не останува нити сатисфакција, нити инспирација да се бори понатаму и да представува и државата и да се бори за себе.